Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добре, почитувани слушатели, во уште една среда, уште еден термин од 11 до 12 часот резервиран за круг на радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, ваш домаќин и водител. Заедно со мене денеска, секако како и во секоја среда, ќе имаме и ваш и мој гостин, со кој што ќе разговараме секако на темата политичката состојба, изборната кампања и се она што е случување околу изборниот процес во Македонија. Како што знаете, веќе денеска е трет ден од кампањата за предвидените парламентарни избори кои што треба да се одржат на 11 декември. По серија од два поминати денови на изборни митинзи, денеска политичките партии според нивниот редослед најавен предходно и продолжуваат со серијата митинзи. Владеачката ВМРО ДПМН заедно со својата коалиција, наречена коалиција за подобра Македонија, е денеска во Неготино во 17:30 и во Кавадарци во 20 часот. СДСМ и коалицијата, опозицијската коалиција предводена од СДСМ е во Демир Хисар и во Кичево. Секако тука се и останатите политички субјекти, ги одвојуваме ДПА и ДУИ, кои што исто така се на изборни соочувања со граѓаните, презентации на своите програми. ДПА е во Тетовско, во Сарај ќе биде коалицијата на албанците и така натаму. Тоа е барем од она што можам вака на прва предме да ги добијам како информација од најавите на политичките партии за нивните дневни активности. Секако Социјалдемократскиот сојуз вчера беше со завршен митинг во текот на денот во аеродром. ВМРО ДПМН и коалицијата завршен митинг имаше во Струга. Претходно стартува традиционално коалицијата на ВМРО ДПМН од Охрид. СДСМ овој пат стартуваше од првиот ден. 2 дена се сосема доволни барем да се изанализира почетокот на изборната кампања. На оваа тема денеска со мене мој ваш гостин е политичкиот аналитичар Никола Србов. Со него зборуваме веднаш по кратката пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани слушатели, ова е радио Слободна Македонија, 11 часот 11 минути, среда, термин за емисијата Круг. Јас сум Маријан Николовски, како што најавив, мој и ваш денешен гостин Никола Србов. Добар ден, Никола. 2 дена поминаа, меѓутоа веќе контурите на кампањата се отцртуваат. Веројатно во фокусот на оваа кампања сепак ќе биде она што се наговестуваше пред почетокот, а тоа веројатно ќе биде оној став на опозицијата кој што го наметна лидерот на опозицијата непосредно пред кампањата. Тоа е процесот на или неговата идеја како да ја редефинира Македонија и ставовите за доведување двојазичност. Веќе ДУИ вчера на презентацијата на својата програма најави дека нивна агенда исто така ќе биде ова прашање. Така што ајде да почнеме од овој сегмент. Ми се чини дека сепак ќе биде главен фокус на оваа изборна кампања. Добар ден, Маријан. Јас се надевав дека нема да биде тоа главен фокус на опозицијата. Мислев дека тоа е некоја етапа за привлекување пред самата кампања на дел од албанскиот електорат да гласа за Социјалдемократскиот сојуз, но се поизвестно е како започнува кампањата, како тече, дека тие навистина играат на таа карта, на тие албански гласови. Гледавме како во Прилеп, во град каде што реално сега да не збориме во проценти, но најголемиот процент се македонци, македонски граѓани, македонци се по етничка припадност, се веа албански знамиња, се говореше за редефинирање на државата. Исто така ги гледам и ДУИ како излегуваат со истиот став, значи гледаме некој синхронизиран настап помеѓу ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз околу тоа прашање. И знаете, Заев се наоѓа во ситуација кога знае дека ќе ги изгуби изборите. И сега човек кој губи, што да направи, сем да повлече што повеќе со себе и на противникот да му наштети колку може додека паѓа надоле, нели, мислам на као во приказните. Мислите дека тоа е главната цел на... Па сега мислам дека
Како што можеме да видиме, тоа му преостанува на Заев. Значи губам, веќе кога губам, да паѓаат со мене и другиве. Ама не станува прашање дали некои ќе паѓаат, другите паѓаат контурите на државата. Па очигледно него не го интересираат контурите на државата. Очигледно не го интересираат. Тој сега знае дека ќе изгуби и единствена цел му е да ги уништи позициите на македонската партија која ќе треба да прави влада со една од албанските партии. Која друга партија, тоа се ВМРО ДПМН, која и вака и така ќе ги однесе изборите, ќе однесе победата на изборите, само е прашање со какав број на пратеници. Сега ВМРО ДПМН се залага да има 63 пратеника за никој да не ги оценува утре. Видите кога ќе поставите вие барања на кои ни на самите албанци не им текнало, не најрадикалните. Двојазичност во Струмица, во Прилеп, во Битола. Значи ние кога зборуваме денеска двојазичност, во Ред има двојазичност, во Тетово, во Гостивар, во парламентот имаме двојазичност, тоа е со закон донесено, со рамковниот договор е преточено во уставот. Но Заев зборува нешто друго, Заев зборува во Кавадарци да има двојазичност, во Неготина, во Струмица, не знам, во Дојран да има двојазичност. Заев тоа го зборува. И сега вие кога веќе настапувате со таква програма, значи вас де факто не ви интересира државата. Или играте по нечии ноти, или навистина сте толку изгубени, немате програма. А кога немате програма, тоа е факт или показател дека не сте биле спремни да ја земете власта на легални легитимни избори со понуда до граѓаните, туку сте целеле на насилно преземање на власт. Насилното преземање на власта не помина. 2 години од друга страна ги гледаме ВМРО ДПМН како мудро молча. Значи трпеа удари од своето членство, трпеа удари. Се гледаше во јавност нетрпеливоста до кога ќе се молчи. Јас пак не можам да разберам една логика. Ако таквите политика на опозицијата ќе ги донесе веројатно сосема логично ќе ги донесе негативни поени кај самиот електорат од македонскиот блок, особено веројатно и голем дел кај своите членови, тоаш не можам да разберам политиката на упорно форсирање на таква кампања. Тогаш престанува да играте некоја игра за која ни самите не се свесни чија игра играте. Видете, Заев ако добие 10.000 албански гласови, ќе изгуби 30.000 македонски гласови. Знаете што е клучниот момент? Клучниот момент што во таква ситуација ќе паднат албанските пратеници, значи од целокупната бројка албански пратеници во парламентот ќе падне. И ајде што македонците за тоа ќе го казнат на 11 декември. Него што правиме после кога ќе дое цехот од албанците да го наплаќа? Значи, им чепка во гласовите и со самото тоа што ќе добие тој само 10.000 албански гласови, а може да изгуби 30.000 македонски, рамнотежата помеѓу албански и македонски пратеници во парламентот ќе се измести. Вчера имаше вчера чинам една изјава на Зиедин Села и на коалицијата која што ја проводи како политичка партија, вели дека во принцип посочува на обидот за манипулација на лидерот на опозицијата Зоран Заев со албанските гласачи, предупредувајќи ги албанците дека тоа што Заев го ветува нити може да го оствари, нити пак имат намера да го оствари. Токму тоа што го зборувам, мене ми беше интересно кога гледав што претходно нели заедно настапуваа на она дебата ли што беше тоа во Швајцарија или каде да се одржуваше, каде што Заев зборуваше за двојазичност и редефинирање, и албанците се свесни дека не може видите тоа што го ветува Заев е кршење на рамковниот договор. Албанците, ако сакат и од меѓународната заедница, се вметнати во таа рамка, ние сме вметнати и сега значи кога велам ова време зборам за овие години, уште 5 години понатаму или 10 да речеме, ние таа рамка ќе одржуваме, нема излегување од таа рамка бидејќи не се создадени услови ниту регионални, ниту пак светски ние да излегуваме од таа рамка. На крај таа рамка беше воспоставена врз основа на еден мировен договор во 2001 година подпишан. Воспоставена после војна. Да. После војна беше воспоставена. И незиното редефинирање во принцип може да повлече нова војна. Значи еден договор кој е воспоставен после војна, доколку се отвара може да предизвика пак војна. Низ историјата секогаш било така. Не можете вие сега тој преку војна е дојдено до тој договор. Ако повторно го отварате, го проширувате или го стеснувате, што и да правите со него, може да извие повторно војна, бидејќи многу мала временската рамка.
поминати се само 15 години од тој договор. Мислиш дека не си сменети многу нешта. Мислиш дека лидерот на опозицијата ги подценува македонските како се нарекува тоа, ги тренира македонските живците или нервите кај македонците во оваа ситуација? Не мислам дека го прави тоа, бидејќи не знам дали има некоја замисла да го прави. Тој ги подценува македонските граѓани со таа така наречена програма што ја нуди, во која додава само плюс 1 број на секој проект од ВМРО ДПМН. Тоа е подценување на интелигенцијата, буквално извинете, но глупави не прави со таа работа. А иначе ова дека нешто си поигрува, јас не знам дали има воопшто капацитет да си поигрува со македонците врз основа на националниве прашања. Тука ќе направиме една кратка пауза и потоа ќе продолжиме вториот дел повторно на оваа тема. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во кругот, почитувани слушатели, мој ваш денешен гостин Никола Србов. Зборуваме за изборната кампања и за она што барем за сега се наметна како фокус на почетокот од оваа изборна кампања, тоа е реториката и политиката на лидерот на опозицијата, кој што реши во оваа изборна кампања да внесе прашања кои што задираат во етничките чувства и права на заедниците, прашања за кои што барем јас мислев дека на полог рок се затворени во Македонија веќе извесен период. Меѓутоа, Никола очигледно не е така. Застанавме кај ставот на последната изјава на Зијадин Села, кој што вели дека најавите од лидерот на опозицијата за решавање на овие прашања не може да се сметаат како сериозни и дека тоа е една манипулација која што доаѓа во овај предизборен период. Некои опозициони аналитичари кои што веројатно не сакаат многу да дебатираат на оваа тема, велат дека тоа е само предизборна реторика на лидерот на опозицијата. Може ли да биде тоа само предизборна реторика и дали ако е предизборна реторика е коректно и честно да се користи таква реторика, иако во кампањите секаде во светот веројатно не се бираат средства, меѓутоа овде сепак станува за прашања кои што ние поради кои имавме воен конфликт пред 15 години и чепкањето во овие прашања барем без никаква сериозна анализа или консултации на двете најголеми етнички групи во Македонија може да предизвикуваат нови конфликти. Да го земеме за пример Трамп и неговата реторика. Јас лично не сум убеден дека тоа што го говореше во кампањата, дека де факто ќе го спроведе од прво до последно за време на неговиот мандат. Како што кажи ти, самиот тука станува збор за нешто друго, многу поосетливо прашање. И господинот Зоран Заев и да го смета тоа како само една обична реторика, кога веќе сте го отвориле тоа прашање, ќе мора да го спроведете доколку го добиете нели мандатот. Не можете да ветувате, значи не ветувате вие раскинување со некако што ветуваше Трамп, не знам, ќе им градам ѕидови, ќе правам ова, ќе правам она, а после окей, не се важи. Тука станува збор за етнички прашања внатре во државата. И доколку вие тоа го поставувате како предизборна реторика само, доколку дојдете на власт, албанците ќе ти кажат окей, тоа што го зборуваше за време на кампања, ајде сега седни на маса да го спроведеме. А тоа е реално неостварливо затоа што ќе проđе се судриш со другата голема етничка заедница. Сега, не така како сите ги забораваат македонците во целава приказна, кои се мнозинство во оваа држава. Сите гледаме албанците, сите ги забораваат македонците. Што правиме ако искочат тие на улица? При такво нешто не да Боже ако се случи во државата. Ние немаме попис направено во Република Македонија. Не знаеме колкав е процентот на албанците, колкав е на македонците. И дали е воопшто изводливо тоа што го заговара Заев. Друга работа што заговара, со самото тоа што ги дели, значи граѓаните, македонци, албанци, ние се мултиетничка држава. Имаме турци, роми, срби, власи. Никаде не чув да се спомнат тие. Зошто и ромскиот јазик да не биде официјален во Струмица? Зошто и српскиот да не биде официјален во Струмица? Немој тие идеи да ги дадеш, ќе му текне на лидерот на опозицијата. Па сега ако збориме реално, ама тоа е мултиетничка држава, а не сега. Значи он со форсирањето само на македонскиот и на албанскиот јазик прави де факто поделба
над кивото на Професорот Сава на Книловски државата. пред некој ден во едно интервју за Сител каже дека лидерот на опозицијата не разликува држава и општество и веројатно тука е главниот проблем што се појавува кај него. Па може и тоа е точна дефиниција од професорот, но историски гледано идејата што ја наметна сега тој за кантонизација, тоа е кантонизација на Македонија или федерализација. Да, она што го спомна Швајцарија на Швајцарија на Балканите. Балканот. Меѓутоа и по Швајцарија на Балканот на Ванчо Михайлов македонци немало. Нема македонци. Имаме срби, бугари, грци, албанци. Македонија да биде поделена во кантони. Само што неговата идеја е многу по, како се нарекува, македонска, зборува за Зборува за етничка територија на Македонија. етногеографска А Македонија. лидерот на така. опозиција реши да прави кантонизација во еден дел. Кантонизација во еден дел. Баш така. И сега значи идејата е да има нели старата идеја бугари, срби, албанци, грци и во зависност од кантонот да си има официјален јазик. Значи тоа што го заговара сега Заев. И сега дали ние ќе бидеме бугарите во тој случај? Па во Македонија. Дали ќе бидеме ние бугарите или што ќе бидеме доколку ќе спроведе таа идеја? Може ќе има право на самоопределување. Бидејќи па не, го гледаме како ни чепки во јазикот. Па таа е таа идеја, ни чепки во јазикот, што ќе ни направи, ни го се измени јазикот, името ќе ни го смени. Гледајте, за идејата Швајцарија на Балканите да се спроведе. Каков е швајцарскиот модел? Во Швајцарија имаме германци, италијанци, французи. Немаме швајцарци како етникум. За во Македонија да се спроведе таа идеја, би требало Македонија да се вика Република Македонија, да речеме, а внатре да имаме албанци, турци, власи, роми, срби и ние кои би требале да имаме друг идентитет. Или да имаме македонци, албанци, турци, власи, роми, но државата да носи друго име. За во кантонизирана држава, името на државата не смее да се спојува со еден од етникумите. Ме разбирате? За да бидат сите подеднакви. Како што беше Југославија. Значи Југославија како СФРЈ, внатре имавме срби, хрвати, македонци, бошњаци, муслимани, не знам, словенци, но немавме ние југословени. Океј, после некои почна да се пишуваат југословени, но де факто како етникум југословени, значи во таква федерација, во таква кантонизирана држава не треба еден народ да се поистоветува со името, веќе тој народ секогаш ќе биде над другите во државата. Само да се докажам, за да го спроведе тоа Заев, треба или да го смени името на државата, или нас да не обезличи онака тотално до крај. Ја ова тема зборувате, некои други аналитичари зборуваат, меѓутоа имам чувство дека голем дел од интелектуалците, универзитетски професори молчат на оваа тема. Дали го јас чувствуваат како несериозна идејата на Заев или пак? Не, јас мислам дека е премногу сериозно и да не успее Заев ништо во тоа, со самото тоа што го нафрла, што го отвара тоа прашање е опасно. Значи македонското прашање, видите, еден дел од мојата фела и од историската фела смета дека со создавањето на македонската држава прашањето е затворено. Јас не се согласувам целосно со тоа. Зошто? Бидејќи доколку ви имате отворени прашања со сите соседи, имате отворени прашања внатре во државата, значи прашањето не може да биде затворено. Или доколку е затворено, тоа е толку кревко што при една најмала турбуленција на Балканот, вас веднаш може да ви се отвори македонското прашање. А македонското прашање предизвикува воени регионални конфликти. У контекст на ова и една ваша историска анализа, ако може, околу исто ставот на тоа го кажа Заев, мислам во Берн беше така, во Швајцарија, дека виновни за целата ситуација со соседите се е самата Македонија. Да. Значи, самите македонци биле виновни. Од историски аспект, ако направиме една анализа околу тие отворени прашања, црквата со Србија, не знам, името со Грција, јазикот со Бугарија. Така. Станува збор за вина на македонците или станува збор за историски прашања? Не знам каде ја гледа тука вината, еве историја се го гледаме. Ние во историјата имаме нели една организација која се бори за создавање, сега да не навлегувам сите општи познати работи тоа, за создавање на македонска држава, ослободување на македонскиот народ и создавање на македонска држава. Ние во Грција во истиот момент ни се создава една мегали идеја која атакува на територии, има претензии на териториите на Македонија, која патем треба и граѓаните да знаат дека таа се уште не е завршена. Во мегали идејата границата поминува над Битола.
тие рачунаат до ден денеска дека Битола, таа линија која што продолжува до Гевгелија, треба да припадне во грчката држава. По друга страна имаме Бугарија, која не ни го признава ниту јазикот, ниту идентитетот, која таму имаме се уште будни соништа за така наречена Сан Стефанска Бугарија. Имаме Србија која имаме се уште радикали кои сонуваат за Јужна Бановина. Имаме Албанија и Косово кои имаат територијални претензии отворени денеска кон Република Македонија. Каде се наоѓа тука нашата вина, јас не знам. Да сме ги значи да сме воделе ние офанзивна политика кон нашите соседи. Воено да сме биле офанзивни поставено. Веројатно вината ја гледа во непопустливоста наша, во смисла да тоа што го бара Грција да го прифатиме. Ако сакам да постојам, а мене некој не ми дозволува, зарем јас сум виновен, јас се борам за да постојам. Тоа е више шизофрено. Значи, он мене соседот не сака да постојам. Јас се бранам за да опстанам на овие простори и да имам секое право како сите народи на светот и државата моја да постои како сите, да ги има сите права како сите држави во Обединетите нации во светот. Значи јас се борам за најосновното човеково право. А соседот тоа не ми го дозволува. Јас не знам тоа кој би бил виновен во таа ситуација. Да се вратиме повторно на она што значи, како го нарекува лидерот на опозицијата, прашања за кои што треба да бидат изедначени правата на граѓаните во Македонија. Мислиш дека имаме ние неизедначени било какви етнички, верски, било какви права во Македонија на представниците? Не знам више кои права ќе се изедначуваат. Ние сме држава која има така наречена позитивна дискриминација. За да влезат не знам каков процент албанци во институциите. Ќе се направи делавација на кадрите во Македонија. Значи, тој процес функционира, не е стопира. На сметка на квалитетни кадри, би само поради тоа што биле македонци, а се квалитетни ги тргате на страна и вметнувате тотално приучени, сега се извинувам вака, но реално нема создадено до сега кадри, тек сега ги создаваат албанците своите кадри, вметнувате кадри кои не исполнуваат услови само за да исполнат некаков процент во одредена институција. Значи тоа нас не уништи како држава, уште треба да не дотепа. Ја не знам кои права ни ги уживаат албанците. Нека каже единствен сегмент кои права ни ги уживаат, па да дебатираме околу тоа. Вака иначе воопштено кажано, јас не гледам дека некои права не ги уживаат. Има една чудна ситуација. Во Струмица сакала да влезе бабичката, нели, да каже во продавница или не знам нешто на албански, тоа се правата? Не, тука има една друга како се вика, замена на тези за кои што веројатно треба да се дебатира и тоа во можеби во круговите и во опозицијата. Веројатно не е проблем прашањето дали некој ако во Гавадарци или во Струмица бара одговор да добие на албански јазик. Проблемот што се случува во Македонија е што, например, во Тетово, Гостивар, ако побараш одговор на македонски, тешко може да добиеш. Нема да добиеш одговор на македонски јазик. Ние тоа не го решаваме. Значи ние македонците во Тетово и во Гостивар не може да си го оствара своите права на својот мајчин јазик, а сега отвараме прашање во Струмица албанскиот јазик каде што има 23 албанци. Или во Кавадарци. Значи македонците не ги уживаат целосно своите права. Не ги гледаме учениците во Тетово што им се случува, немаат простор за настава да одржат. Па штрекуваат, се бойкотираат настава. Ако направиме еден пресек, оваа политика која денеска заговара лидерот на Социјалдемократскиот сојуз е некако многу парадоксална, да не речем шизофрена во споредба со политиката која што оваа политичка партија практикуваше 90-тите години, кога ги имавме првите политички затвореници тогаш во Македонија, градоначалниците на Тетово и на Гостивар, кои што потоа беа со доаѓањето на ВМРО ДПМН 98 на власт рехабилитирани и ослободени како политички затвореници. Ако партијата Социјалдемократскиот сојуз 90-тите ги тепаше албанците во Македонија за кои што бара, условно кажано, најде и легитимно право да учат на својот мајчин јазик, што се случува меѓувреме? Не е малку парадоксална ситуација? Тоа не само што тоа треба да го знаат и албанските нашите сограѓани албанци треба да го знаат, да им биде јасно. Во Македонија секогаш превладува мислењето дека ВМРО ДПМН е онаа националистичка партија која нели тепа албанци, ги протерува, не знам што све прави.
Тоа се нели таква слика се создава во јавност. Кога ќе се вратите на назад ќе видите дека за време на ВМРО ДПМН, за сите влади на ВМРО ДПМН албанците ги добивале сите своји најголеми права кои им како секое малцинство или секое етникум кај нас треба да ги има легитимно во една држава, да се образува на свој мајчин јазик и така натаму, да влезе во институциите на системот. Во СДСМ седат истите луѓе, како што е Фрчковски на пример, кој 92 година на Битпазар тепаше албанци за една кутија петарди. Значи, ги потепа сите албанци што беа на Битпазар. Имаше нереди. Истиот тој Фрчковски 97 година за едно знаме поставено во Гостивар, го прати цело МВР, нели тоа што Црвенковски го пратија цело МВР да тепат и да убиваат албанци низ Гостивар за да симнат само единствено знаме кој можеше една единица кој денеска се заев бара да се вее во Струмица и го носи. Па можеше една единица да го симне, они го пратија цело МВР и војна се направи. И денеска заев го носи на партиските митинги. Денеска заев го носи на партиски трибини. Значи, треба да истото тоа знаме ја го прати цело Министерство за внатрешни работи да го симнува само заради тоа што нели имаше девалвација на денарот да се заташка по медиумите да не биде тоа случај вест на денот во тој период. И денеска истите тие кадри кои патен подоцна и го кроја нели рамковниот договор, како се менуваат, денеска тие заговараат некаква федерализација на Македонија и поголеми права на албанците. Од друга страна, ВМРО ДПМН до сега не сум, додека биле на власт, да направиле некој таков инцидент, јас не памтам. Па, да пратиле некаде полиција 10 години коалицијата на ВМРО ДПМН и на ДУИ, тоа е моje мислење, лично затвори неколку прашања кои што веројатно овој период требаше да се затворат, а не предизвикаа никакви меѓуетнички судири, ниту веројатно поголеми потреси во регионално ниво, признавањето на Косово. Видете, затварањето на хашките случаи, неколку теми кои што признавањето на Косово, значи имаше кај нас народот реакции како видете, ние сме со Србија соседи. И тоа треба да градиме добри односи. Србите не се согласува со тоа, нели имаше протерување некои на амбасадори и слично. Но ние секогаш пред се и над се треба си гледаме внатре како не е на нас. Но и тоа денеска релациите со Србија се обновени, се обновија релациите со Србија. Значи без никаков конфликт, без никакви судири се затвори прашањето, се призна Косово. Косово е реалност, го гледаме држава. Не можеме ние да заради пријателство со една држава да влегуваме во конфликт со друга држава. Треба секогаш пред се си ги гледаме нашите интереси. И признавањето на Косово беше од наш интерес. Прво и основно за внатре мир во куќата, втори и основно за целиот регион да може да влезе во една кохезија. Ме разбирате? Апсолутно. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа финиш на днешна емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во финишот на денешниот круг, поштовани слушатели, мој ваш денешен гостин Никола Србов, зборуваме за политичката кампања во Македонија. Никола, на првиот митинг во Охрид, лидерот на ВМРО ДПМН најави дека ова ќе бидат избори во кои што граѓаните ќе одлучуваат дали се за политика на деструкција и редефинирање на државата на опозицијата или дали се за политика на реформи и продолжување на исполнување на она што го нарекува ВМРО ДПМН реална изборна програма. Дали мислиш дека сепак на крајот така ќе се сведат гласовите на 11 декември? И која е твоја проценка? Може ли тука нешто да освојат оние два блока кои што се формираат во македонскиот политички блок? Тоа се двете коалиции, на едната на Љупчо, другата на Павле Тројанов, и чинам дека тука и во албанскиот политички блок не стојат баш сеено работите и таму има веројатно можеби подолбина гласовите. Од македонскиот политички блок, значи ги имаме Павле Тројанов, Богоевски и Јове Кекеновски. Мислам, нивната тежина сите ја знаеме. Цело МВР собрано, цела управа за безбедност и контраразузнавање на едно место. Видите, мене таа коалиција која се создаде, кога ја видов на слика, викам, ова е коалицијата за бели прајање за време на кампања, мислам, малку да се пошегувам. Али така ми се гледа, реално не тежат некои, не тежат гласови, нема, значи Павле Тројанов беше во коалиција со ВМРО ДПМН, не знам колкаво членство има тој човек. Ја мислам дека повеќе функционери имаш отколку што имаше членови во партијата.
Кекеновски е целосно, значи нема никако поврзано со ВМРО ДПМН. Кекеновски од 97 нема поврзано со ВМРО ДПМН, реално гледано. Сега се повикува на некои ВМРО-вски идеи, старите ВМРО-вци, но ВМРО-вци не го гледаат како свој човек. Му дадоа шанса да се кандидира за председател, не ја доби, она како дете се најоти, окей. Павле Богоевски, Слободан Богоевски, се извинувам, не сакам ни да го коментирам. Ево го коментира во една колумна и така ги погоди некои личности од ДБК се едно за големите македонски партии, значи. Јас верував дека Социјалдемократскиот сојуз ќе води една позитивна кампања и една таа црна кампања што ќе ја водат. Они се сведаа само на таа црна кампања. Од позитивната кампања конструктивно не гледаме ништо. Значи не гледаме. Има ги најавуваат тие своите идеи за кои идеи? 30-50 денари. Кои 30-50? 30.000 денари плата, тој не направил рамка. Значи ти за да ветиш на некој дека ќе му дадеш 30.000 денари плата, треба прво да го земеш буџетот, да видиш каков е буџетот. Тоа е јавен, може да го видат, да го искреираат, они сами буџет имаат комисии. Затоа се тие политички партии треба да собираат интелектуалци внатре, па да се состави буџет, па да видат како би изгледало тоа. Тоа не е возможно како што они го планираат 30.000 денари минимална плата. Не и се. Значи проектите не им поминуваат. Од друга страна ВМРО ДПМН трет датум ни ова за избори, нели? Уште од првиот датум кажаа дека започнуваат да пишуваат програмата. Они имаат програма на 500 страници. Со тоа што го имаме видено во изминатите изборни циклуси, гледаме дека на секој проект има измерен до последно рок на траење, финансиска рамка и временска рамка. И мене ме плаши на друга работа, дека ВМРО ДПМН ќе нема доволно простор и време да ги презентира сите проекти. Зошто? Бидејќи ќе мора да се замара со Зоран Заев, со неговите муабети за федерализација и двојазичност. Меѓутоа тоа прашање лесно се затвара, че Не, видете. со една јасен став кажано поглед на тоа прашање. Не е така. Колку и да сте вие конструктивни, кога противникот вас не ве напаѓа само лично како партија, тука е напаѓа државата, вие морате да реагирате. Плюс ве гледа јавност. Сега сте во предизборна кампања. Не можете вие да не одговорите на вашиот противник кој зборува за федерализација на државата. Јас тука стравувам дека ВМРО ДПМН нема да има доволно време да ги презентира сите проекти кои се зацртани во таа програма. А Зоран Заев не игра на таа карта. Ние немаме студирани идеи. Ние имаме луѓе кои представуваат идеи, луѓе кои зборуваат за црна кампања. И тоа ние нас А Љупчо Ѓоргиевски? Па Љупчо Ѓоргиевски како што гледам се обидува да чепне во на старо членство на ВМРО ДПМН. Но од она што го знам јас лично, мислам дека многу слабо поминува. Слоганот кој го направија ВМРО за Македонија сакаа да подизлажат, предпоставувам некои постари личности од кои биле членови на таа партија, но мислам дека нема да помине. Мене ми изненади присуството тамо на Гојко Јаковлевски, некои други личности, навистина се изненадив кога го гледав тоа и кога го слушав тоа што беше зборувано на нивното представување. Но реално мислам дека нема да повлечат некоја бројка на гласови. Но они целат да скратат од ВМРО ДПМН гласовите. Ама на ВМРО ДПМН членството и гласачкото тело е компактно и не така лесно се растура сега за сега, бидејќи Љупчо Ѓоргиевски не е некој играч кој се отцепил сега од ВМРО, па да може да повлече со него. Некои опозицијски аналитичари толкуваат дека целта на опозицијата е да се овој пат на избори оди да се гласа против власта. Може да се случи такво нешто? Зашто би се, мислам, против власта, ама од друга страна мора да имаме нешто друго. Ние имаме гласано против. И во Македонија од осамостојувањето до 2000... Може да се случи против да гласа против СДС. Да, може да се против СДС. Значи, ние имаме гласано против власта, ама од друга страна треба барем нешто да имаме конструктивно. Ме разбирате? Више кога гласаме против. А ВМРО ДПМН од 2008 година ги сврти изборите со тие нивни програми, концепти, така натаму, замисли за државата, народот да гласа за, а не против. Ајде да направиме заокружување со едно последно прашање. На 12-ти, како ќе изгледа Македонија? Во смисла на политичката криза која имаме сега, дали ќе
имаме почеток на крај на криза, дали ќе имаме тоа нема... почеток на безбедносна криза или пак ќе имаме некое нешто. Па мислам дека Пошто со оглед на состојбите како што стојат, ќе нема простор опозицијата овој пат да не ги призна избори, да раздате медиумскиот да, ама состав. има многу голем влог Зоран Заев. Има неколку опции. Или веднаш по изборите да се направи целосна промена во Социјалдемократскиот сојуз, значи на тоа целото раководство да се промени, но веднаш потоа ни следат локални избори. И другата опција Зоран Заев повторно да одржува криза. Бидејќи ги гледаме сега негови чинови како зборуваат за повеќе партиска овакво влада, значи они не цела дека ќе победат, знаат дека нема да победат на изборите, ниту пак ќе добијат нешто и повторно ќе гледаат да имаат вака 2-3 министри, заменици министри. Заев игра на таа карта да продолжи кризата до локалните избори. А кризата нема да заврши на после изборите одма, бидејќи државава 2 години е подкопана. Ќе треба да помине време за некои работи да се средат во самата држава. И мислам дека ќе или остануваат тие две нешта, или Заев да биде трнат од чело на Социјалдемократскиот сојуз и целото раководство кое го носи со себе да биде трнато на страна, да дојдат нови луѓе, или ќе се вратат стари, не знаеме, ќе видиме, или ќе се обиде повторно да прави кризиси со протести. Он може да ги призна изборите, но повторно да излезе на протести, да се притиска за таква влада, да има некои министерства во нејзи, така натаму и така натаму. Благодарам, почитувани слушатели, мој ваш денешен гостин Никола Србов. Направивме една анализа околу почетокот на изборната кампања и она што не очекува во следните уште 18 чинам денови до крајот. Следниот круг е исто така следната среда. Останете со Радио Слободна Македонија. Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 23 ноември. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.